да го слушнеме Божиот збор за денеска, Откровение 21 глава, 9 до 11 и 24 до 27. Вели вака: И дојде еден од седумте ангела што ги држеа седумте чаши полни со седумте последни напасти, ми прозборе и рече: Дојди, ќе ти ја покажам невестата, жената на јагнето. Па ме одведе преку духот на една голема и висока гора и ми го покажа светиот град Ерусалим, кој слегуваше од кај небото, од Бога, ја имаше Божјата слава. Неговата светлина прилегаше на најскапоцен камен, кристално сјаен како камен јаспис. И народите ќе одат во неговата светлина и земните цареви ќе ја принесат во него својата слава и чест, а неговите порти нема да се заклучуваат дење, зашто ноќ таму нема да има. И ќе ја принесат во него славата и честа на народите. И ништо нечисто нема да влезе во него, ни оно што врши гнасни работи и лаже, туку само оние што се запишени во книгата на животот на јагнето. Амен. Амен. Повелете, седнете. Да ве прашам, дали некојаш во животот сте имале проблем да го опишете нештото што го гледате или нешто што сте го виделе, ама немате зборови како да го опишете тоа. Обично кога имам некој чуден сон, некојаш соништата знаат да бидат чудни, и се обидам да ги раскажам на Фани, ми фалат зборови со кои можам добро да го опишам тоа што сум го видел во сонот, што сум го искусил. Некако мешано е тоа што го гледам и чувствата што ги имам и стравот кој го имам и некако појма немам. Се обидам да раскажам и понекогаш за да опишам нешто морам да користам некакви споредби, некаква алегорија, некакви метафори, за да го доловам значењето или да дадам најконкретно објаснување за тоа што го мислам. Моментот кога ќе кажам како да го опишам ова пример, беше како маче, ама некако леташе со опашот и некако бојата на крзното што го имаше му светеше толку, што нијансите на боите на лисијата на дрвјата околу него се менуваа кога мачето се приближува. Некако понекогаш немате јазик за да го опишете она што сте го виделе во сонот или сте го доживеале. И мислам дека Јован има такво слично искуство. Тој се обидува со негови зборови од она кое сме го искусили, на неко општо знаење, да ни опише тоа што го има видено во таа визија која Господ му има дадено. Тој цело време користи метафори, алегории, споредби, со работи кои му се познати од неговото секојдневие, само да може некако да го опише тоа што го гледа. Се обидува и малку тешко му оди, ама се обидува. Например, оваа конкретна визија е една од најважните за Јован и се обидува да ни остави доволно информации. Се работи, знаете за кого се работи? Се работи за тебе и за мене. Таа визија се работи за тебе и за мене. Ако постои некој текст кој нешто зборува за вечноста, тоа е токму овој текст. Има еден теолог, Н.Т. Врајт, ќе каже вика вака: за овој живот знаеме нешто, сега овој живот што го живееме, за животот после смртта знаеме многу малку, а за животот после смртта, тоа е животот во воскресението, речиси знаеме ништо. Наставно има споредби, овој живот таму наликува како овој, ама не е така, од друга категорија е тој живот. Сличен е. Ново небо и нова земја. Тоа ни кажува дека окей, значи има небо и земја. Има некои сличности. Исус кога воскресна, он имаше тело и така натаму, ама одеднаш го нема, па го има, па низ зидови оди. Не може да сватиш што се случува. Сите беа збунети. Животот после смртта ни е многу непознат. Што вика апостол Павле, око што не видело и уво што не слушнало. Таков е тој живот таму. Но овде, во овој текст, апостол Јован ни дава еден мал поглед во тој живот. За новиот Ерусалим. Секако Јован користи многу символи, овде и алегории со кои ни опишува што точно гледа. Тој пишува за црквата, јас и ти, која е невеста Христова, и тоа веднаш треба да ве асоцира колку Исус ја сака својата црква, таа е невеста Христова. Тоа треба да не асоцира за некој важен момент
во еднината каде што црквата и Христос ќе се обединат како на свадба. Чиме невеста мора да има и свадба. Синоќа бевме на свадба, имаше и невеста. И тоа беше конкретен момент во кој имаше свадба и конкретен почеток на нечи брак. Значи има невеста, ако црквата е невеста Христова, тогаш сите сме во очекување на некаков склучен брак заедно со Христос. Што и да значи тоа? Тоа е алегорија која нас ни помага да сватиме во каков сооднос е Исус и црквата. Значи Христовата невеста, која е представена како Божи град, тоест небесниот Ерусалим. И сега кога следите метафората, чекај, как ќе застане тоа? Прво е црквата, па е невеста Христова, па е Божиот град, новиот Ерусалим, кој од небото се спушта на земјата. Видете само колку алегории Јован треба да употреби за да се доискаже до крај тоа што го гледа. Ставно тешко е да ни објасни што е тоа што тој го гледа. Новиот Ерусалим. Неколку поими се важни тука. Ерусалим. Ерусалим е градот кој Бог го одбрал помеѓу својот народ Израел да биде град во кој ќе биде изграден неговиот храм. Божиот храм, значи место на кое се преколпуваат небото и земјата, и е место на кое нашата реалност и Божјата реалност се среќаваат. Тоа е место каде што човекот може да има заедништво со Бог. Но со доаѓањето на Христос нештата се менуваат. Бидејќи како што Исус и кажал на жената Самаријанка, ќе дојде ден, а веќе е дојден, така и кажа, ќе дојде ден, ама веќе и тој ден е дојден, кога Бог нема да се слави на таа планина, на друга планина, на тоа место, нема да има храм. Тук има еден нов концепт за Божите вистински поклоници, оние кои се негови следбеници. Во Јован 4:23-24 пишува: но доаѓа време и веќе настапило кога вистинските поклоници ќе му се поклонуваат на Отецот, на Таткото, на Бога, во дух и вистина, зашто Отецот сака такви да бидат оние што му се поклонуваат. Бог е дух и оние што му се поклонуваат треба да се поклонуваат во дух и вистина. Христос веќе тој старозаветен концепт на Божјото пребивалиште, на Божјот храм го менува. Зошто? Затоа што тој кога дојде вика: јас сум храмот. Значи ако сакате да се сретнете со Бог, не мора да дојдете во таа зграда, еве ме, тука сум. Ако сакате да сретнете со Бог, дојдете кај мене. Јас сум Бог. Кај мене може да се преку мене вие оствари се среќавате со Бог. Новиот Ерусалим е Божјот град кој Бог веќе го гради и го воспоставува, и преку духот тој град ги надминува нашите ограничености на време и место. Тие што се вистински Божји поклоници, тие кои му се поклонуваат во дух и вистина, тие веќе се граѓани на Божјото царство. Тие веќе живеат на некој начин во Божјот нов Ерусалим, кој овде е представено во Божјот град, а кој граѓанство на земјата е представено преку црквата, која всушност е Христовата невеста. Има многу комплексни слики кои треба да се објаснат тука и многу се убави. Тие што се бавиме со теологија, често се дружиме со антички текстови и бескрајни дебати за детали на одредени граматички форми на античките текстови и што би можело да значат одредени нијанси на различно разбирање на текстовите, како тоа би влијаело на одредено разбирање. Но самата Библија понекогаш ни ја олеснува задачата со тоа што има текстови кои самиот писател се потрудил да ни ги објасни, како во овој случај Јован. Тој јасно ни дава до знање дека ова се однесува на црквата. Ако не оставил само на невестата, ја гледам Христовата невеста, а да не ни каже дека тоа е црквата, кој знае што ќе си помислиме? Кажу, чекај, вали има уште едно божество сега. Чим Христос има невеста, жена, што значи тоа за нас? Но Јован тука ни објаснува кој, што се случува и ни олеснува работава. И кажува за Божиот нов град, во кој ќе живееме вечно со Бог. И град во кој нема темнина, значи нема невистини, нема недобри работи таму. Тоа е град каде има само светлина. Тоа е град во кој ништо нечисто нема да влезе, ниту оној кој врши гнасни работи и оној кој лаже. Такво е тоа место. Убав опис за црквата, за невестата Христова која треба да видиме јас и ти. Прашањето е, дали јас и ти сме таа невеста Христова?
Ако Јован сега дојде помеѓу нас, застане тука и погледне на невестата Христова, еве, ми гледам мене, Живко, те гледа тебе, го гледа Кевин, Никола го гледа, ја гледа црквата. Дали Јован, преку тој Божи поглед на нешто, ќе каже, леле, видя невестата Христова, колку е чиста, колку е совршена, спремна да го сретне својот младоженец Исус. Дали Јован ќе го види токму тоа? Дали сме ние таквата невеста? Дали нашето присуство во овој свет го генерира чувството кој го добил Јован кога ја гледал црквата преку таа визија? Каков сентимент и каков впечаток имаат луѓето кои ќе дојдат до допир со нас? Црквата која свети, како што Исус вели, е како град кој е поставен на рид. И сите може да ја видат неговата светлина. Град кој е на рид не може да се заобиколи, да се промаши, едноставно свети. Пред некој време зборував за растежот на црквата и кажа дека предусловите за црквата да расте, кои се? Зборував за еден концепт кој сакав да го размислиме ние како црква, како поединци, но и како заедништво. Еден концепт кој е многу важен. Ќе кажам на англиски, затоа што на англиски све поубаво звучи, кај нас не требаат барем уште 100% зборови, колку се кажем, да се дообјасниме. На англиски концептот е better before bigger. Подобри пред да бидеме поголеми, пред да станеме поголеми. Црквата мора да порасне во зрелост и да стане послична на визијата која Бог ја има за црквата, пред всушност црквата да порасне. Ние мора да станеме подобри во тоа да се биде црква пред Господ да ни довери нови луѓе кои ќе растат тука помеѓу нас. И тоа беше една од моите први молитви пред да почнам оваа црква. Се моле вака: Господи, не дозволувај да имаме повеќе од колку што може да поднесеме. Не дозволувај. Зошто? Господ да ни довери повеќе од колку што може да носиме и да го постраиме неговото име. Да разјасниме нешто. Тоа не се работи за спасението. Мора да го разјасниме тоа на самиот почеток. Спасението е само по благодат. Тоа е Божи дар и никој од нас не може да се пофали дека нешто додал на спасението. Откако сме одговорили на Божјата љубов и на неговиот повик, и сега тренуваме по него и го следиме, по патот по кој одиме ние, како што вели апостол Павле, го соблекуваме стариот човек и го облекуваме новиот човек. Тоа е процес на посветување. И тоа е повторно уште една алегорија која зборува за патот на христијанинот. Го соблекуваме стариот човек и го облекуваме новиот човек. Процесот на посветување. Тоа е процес низ кој Бог не води целиот наш живот. Нема еден момент да кажеме јас веќе готово, како што некој кажале во времето на апостол Павле во црквата, ние станавме совршени, а апостол Павле вика мало сутра. Вика ниту јас не сум совршен, иако се стремам кон совршенство. Но и јас не сум совршен. Апостол Павле вика едно правам, го оставам тоа што е позаде мене и се стремам кон она што е пред мене. Точка. Кон тоа горно призвание кон кое јас сум повикан. Тоа е процесот низ кој одиме цел наш живот. Тоа е процес низ кој Бог не води целиот наш живот. Понекогаш тоа е полесен процес. Од некои работи полесно се отерасуваме, ги стресуваме од нас. Понекогаш тоа е тежок процес. Некои работи Бог лесно ќе ги симне од нас, како на пример оваа кошула, нели? За некои работи Бог ќе работи со нас со години, за да не ослободи од некои работи. Минатите 2 недели зборував за 2 нешта кои непријателот ги користи за уништување на црквата, за тој обратен процес од посветување. А тоа е обратниот процес е сквернавање на Божјата црква, валкање на Божјата црква. Едната работа беше озборувањето. Тоа е една од работите кои ја онечистуваат и ја уништуваат црквата, ја поделуваат и ја прават црквата да изгледа неубава, туку неубава. И втората работа беше мрморењето, кој наместо сведоштва произведува нешто друго кај нас. Бог не повика на живот во праведност
и светост. Всушност, посветувањето е еден интересен процес низ кој поминуваме. Понекогаш имаме чувство дека за да се ослободам од нешто, треба да имаш чувство како дел од тебе дека треба да умре. Сигам, ако ова го оставам, дел од мене треба да умре. Затоа што некои работи кои ги има во нас се толку испреплетени со нашиот живот, што едноставно за да се тарасиме од тие работи, за Господ да ги земе од нас, треба да умре дел од нас. Има во една од книгите на C.S. Lewis, The Great Divorce, големиот развод, така се вика книгата, пишува, книгата е, како да кажам, не теолошка книга, ма да има многу теологија во неја. Пишува за еден човек, приказната е следна: автобус од пеколот оди во рајот, тоа е измислена книга секако, оди во рајот и се опишали се неколку случаи како луѓе се справуваат кои се во пеколот, како се справуваат во рајот. И на повеќето оставуваат бојата плава и ме преплава, ги болат очите. На некои од тие што одат во рајот, рајот е толку реален што они во рајот изгледат како духови. Таква е приказната. Тие што одат таму по тревата ги болат нозете, зашто тревата е преостава во рајот и така натаму. Интересни приказни. Има еден човек кој на рамото има еден гуштер, цел живот, гуштер кој му шепоти цело време. Цело време му шепоти. Така треба да правиш ово. Неговиот пријател од рајот му вика, за да влезеш од рајот мораш да се ослободиш од тој гуштер. Зашто тој гуштер цело време ти зборува тајни, ти зборува глупости, ти го ремети животот. И тој човек е толку поврзан со тој гуштер, си разговара со него. Гуштерот вика, немој да ме, зашто? Ти знаеш дека ние сме добри пријатели. И на крај човекот се одлучува да се ослободи од гуштерот. Таму е опишано многу интересно, дека човекот кога го извади гуштерот, извади крик како да умрел. Но одеднаш тој гуштер кој умира се претвора во еден бел конј, врз кој човекот се качува и влегува во рајот. Со други зборови, понекогаш да Господ да ослободи некој работа од нас, има чувство како некој дел од нашиот живот треба и да умре. И знаете ли што? И тоа навистина е така. Ако видиме во Колосените 3 глава, кога апостол Павле повикува црквата да се фокусира на горниот повик, на она што Господ не повикува да го правиме, ќе каже вака: и така, ако сте воскреснале со Христос, ако сте заедно воскреснале со Христос, барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Апостол Павле не зборува тука за спасението, сега зборува за посветувањето. Сега одиме на следниот чекор. Нема цело време да збориме, какво беше, какво е сега, во ред. Сме го поминале тој чекор. Се сме веќе во однос со Бог. Ајде сега да го направиме следниот чекор. Ако веќе сте воскреснали со Христос, да видиме што е следно. Тогаш барајте го она што е горе, каде што Христос седи одесно на Бога. Мислете на горното, а не на земното. Зашто вели вака: вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христос во Бога. Ако ќе се појави Христос, нашиот живот, тогаш и вие ќе се појавите со Него во слава. Затоа, ова ме е многу јако, умртвете ги вашите членови од телото за земната природа во вас. Блудот, нечистотијата, страста, лошата желба и алчноста која е идолопоклонство. Апостол Павле вели вака: убијте го во вас она што е веќе мртво во вас. Убијте го во вас она што веќе е мртво во вас. Зграбчете го животот кој Христос го има за вас. Во тој контекст ќе станеме подобра црква пред Бог по милоста Божја, да станеме поголема црква. Што би значило тоа во контекст на нашата локална црква? Како да го живеем, тоа е се убаво теолошки објаснато и убаво звучи, но што значи тоа практично за нас, како локална црква? На кој начин ние може да станеме подобра локална црква? На кој начин ние може да зграбчиме животот кој Христос го има за нас? На кој начин ние може да се запослиме за мисијата која Христос ја има за нас? Како да бидеме вистински поклоници во дух и вистина во ова локална црква? Имам 4 принципи кои ќе ги споделам со вас.
Првиот принцип е следен. Биди присутен. Биди присутен. Минатава недела зборував многу за таа некоја духовна дислексичност. Ние сме духовно дислексични во многу работи. Паметот ни шета на сите можни страни, ги решаваме, се обидуваме да ги решиме сите можни проблеми кои се околу нас, и глобални проблеми, и локални проблеми, и политички проблеми, и проблемите во семејството на оној кој никош не ни прашал да му ги решиме проблемите. Имаме мислење за се, имаме коментар за се. Ние сме страшно расеани луѓе. Лекот за тоа е, биди присутен со ум, со дух, со тело на едно место. Биди присутен. Имаше еден ученик, тоест еден потенцијален ученик во Лука 9 глава, кој Исус го повика да следи. Вели вака, на друг пак му рече, врви по мене. Исус го повика, дојди по мене, следи ме. А тој одговори, Господи, дозволи ми најнапред да отидам да го погребам татко ми. Но Исус му рече, остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, а ти оди и разгласувај за Божјото царство. Дојди по мене и проповедај за Божјото царство. Порано мислев дека Исус тука е многу груб. Сигам, човече, не го остави човекот да си го погреба татко. Као бира, мене и татко ти се, тоа е тоа. Ептин крајности. Како прво, изразот да го погреба татко му, не значи тоа што значи кај нас, да знаете се. Не се однесува на тоа дека вчера починал татко му и денес е погребот. Не се однесува на тоа. Во никој случај. Па Исус го условува и му вика сад или никад. Бире. Во тој случај, што бара он таму, например, ако починал вчера татко му, што бара на предавање кај Исус денес? Значи, не е тоа случајот, нешто друго е упрашање тука. Се однесува на тоа дека човекот му вика, ќе треба да почекам првин да умре татко ми, кога и да е тоа, може да е следната година, може да е за 30 години, не знам од кога ќе умре татко ми се. Ама дозволи ми прво да го погребам татко ми, за да имам контрола врз мојот живот, за да јас да си правам што сакам. Почека Исусе во подобри услови на мојот живот, тогаш јас ќе дојдам и да видиш што све ќе правам за тебе. Само тоа да ми се деси, татко ми да умре и доаѓа. Со други зборови, човекот го користи татко му како изговор за да не го следи Исус и да не е присутен. Дозволи само нешто друго да правам прво, не можам сега да сум присутен. Исус ме открива вистината за животот со Бог. Во контекст на животот со Бог постои само денес и сега. Денес е денот на спасение, денес е денот кој нам ни е гарантиран, кој може за било што да гарантира за утрешниот ден. Може некој да гарантира? Не може. Ако сум присутен во Божјата мисија, јас сум присутен денес. Присутноста може да се однесува на неделните богослужби, може да се однесува на мисијата на црквата, на заедништвото, на славењето. Ние секој од нас треба да биде присутен колку што може во контекст на своето духовно, локално семејство. Да бидеме присутни, да бидеме тука. Писателот на Евреите ги потсетува своите читатели да не отсуствуваат од нивните регуларни собирања на црквата, како што вели, некои имаат обичај тоа да го прават, бидејќи не знаеме во кој ден Бог ќе не посети со неговото посебно присуство. Многу од нештата кои ги добиваме духовно се Божја благодат и по Божјо провидение. Мораме да го разбереме концептот на Божјото провидение за денес. Не дека Бог некогаш зборувал и сега треба само интелектуално да го разбереме тоа што го кажал. И мора да следиме дека Господ зборува денеска. Тоа е Божјото провидение, кое продолжило. Бог провидел во Христос да умре за нас, да воскресне за нас. Бог провидел да почне црквата. Бог провидел многу работи, ланчени реакции до сега. За јас и ти да може да седиме денеска во ова столче да кажеме јас искусив Божјата милост. Тоа е се Божјо провидение. Но Бог не престанал со тоа. Божјото провидение продолжува понатаму. Секој недела сабајле, секој состанок,
секоја мала група, секоја славење, секоја мисија, секоја евангелизација е Божјо провидение, Божји кајрос момент, Божји момент на посебна посета на својот народ. И затоа писателот на Евреите вика: немојте да отсуствувате, да не кажете, па добро, јас се слушав оваа проповед. Ти од кај да знаеш што Господ има сега да каже? Денеска за тебе. Писателот вели: некој од вас пропуштија средба со ангели преди таквиот животен стил. Божјото провидение за денес можеш да го добиеш само ако си присутен. Дали си присутен во Божјата мисија, во Божјото семејство? Не си присутен, тоест отсутен си понекогаш и се чуди зошто духовниот живот како да оди во обратен правец. Не дека посетата, редовната посета е само по себе доволна и гарантира нешто. Не го кажам тоа. Има и други елементи кои мора да бидат присутни во твојот живот. Ќе видиме кои се тие. Не си дел од изграба на заедништвото, не си дел од градењето на духовниот живот во црквата и немаш сведоштва преку кои ти самиот можеш да видиш дека Господ прави нешто посебно. За да го видиш тоа, мораш да бидеш присутен. Мораш да бидеш присутен. Нема друга опција. Може би имаш волја, како што имал тоа што му пристапил на Исус, но не бил спремен да биде присутен. Имал изговор да ми не биде присутен сега, може би во иднина ќе се подослободи. Но сега дали си присутен? Какви си изговори имаме ние? Еве за мене зборам. За таа некоја духовна дислексија. Да не сум присутен. Може би со тело сум присутен тука. Ама умот, кој знае кај ми? Кој знае што мислам сега? Дали сум присутен сега тука? Какви се изговори наоѓаме за нашата духовна мрзливост? За мене знам дека духовен предизвик е секогаш кој има големи духовни победи. Не знам дали сте имале големи духовни победи. Јас во животот сум имал неколку. И тогаш ми доаѓаат најголемите потенцијали за духовни падови. Моментот кога имам духовна победа некоја голема, ќе се почувствувам малку подобро за себе дека сум го направил вистинскиот добар избор. Оп, доаѓа потенцијал за голем духовен пад. За такво разочарување што ќе ме онесвести. Мислам дека веќе сум доволен, дека веќе сум малку постабилен, без да ме текне дека таа стабилност што имам зависи само од тоа кога сум присутен во Божјото присуство, следејќи го Божјото водство сега и денес, секој ден. Првиот принцип е биди присутен. Вториот принцип е биди активен. Да бидеш активен. Има многу примери во кои Исус бара отчет од оние на кои им е нешто доверено. Имаме параболата за талантите, за лозарите, еден куп приказни имаме. Повикани сме во активно градење на духовното заедништво во локалната црква. Учествувај во духовниот живот на црквата. Биди дел од тоа темпо и од тоа очекување на срцето на локалната црква. Секоја локална црква си има свое темпо, свое како очекување на срцето, свој ритам. Како црквата уствари живее. Секоја локална црква има свој темпо на свој живот. Знам дека понекогаш се случува луѓе од друга локална црква, од најразлични причини да дојдете да бидат дел од нашата локална црква. Јас често ќе им кажам дека треба да си дадат време за прилагодба, бидејќи ритмот на нашето духовно заедништво и нашиот живот веројатно е различен од оно што го имате искусено до сега. Различно е. Секоја локална црква си има свој ритам, свои навики, како што и секоја семејство има различен ритам и различни навики. Тоа не значи да се биде неактивен, да не ме разберете погрешно. Прилагодбата не значи неактивност, додека не се навикнеме. Всушност, прилагодбата доаѓа преку активност. Пасивноста создава вакуум кој дава многу погрешна слика за животот на локалната црква. Ако се изземеш од активниот живот на локалната црква, не учествуваш, ти можеш само црквата да гледаш од дистанца и кога ќе споредиш со претходната црква, ако тоа е твојот случај, кажеш, оваа црква тука нема живот, пошто не го прави тоа, трето, пето, ово, ама ти не учествуваш во тој живот на оваа локална црква. Друг дел е многу луѓе се физички дел од една црква,
но се обидуваат духовно да растат во друга локална црква. Не знам дали сте го имале тој случај. Физички си дел од една локална црква, ама ради интернетот ти си духовно се чувствуваш како дел од друго локално духовно семејство. Си кажеш, оваа црква таму, некаде на 5000 километри, е совршена. Тоа што го има на YouTube, на социјални медии, тоа е тоа. Така не можеш да бидеш дел од локалната црква, не можеш да бидеш активен. Третиот момент е можеби некаква разочараност, конфликт, недоразбирање во твојата локална црква. Може да резултира со отсутност. Кажеш, јас сега сум повреден и ќе се изземам од оваа локална црква, затоа што бев повреден. Може да беш повреден од пасторот, од кој да е? Понекогаш од разочараност луѓе се повлекуваат од животот на локалната црква, за да се приклучат кога ќе дојдат подобри денови. Сепак и за вакви ситуации Библијата не охрабрува да останеме активен дел од семејството. Не можеш да се отсечеш од активниот дел на семејството и да очекуваш близина со семејството. Еве да кажеме во моето семејство. Ако јас се изолирам од било која причина, јас не можам плодовите на тоа семејство да ги јадам после. Не можам да се отсечам од семејството, не сум активен дел од семејството, ама кога ќе се сретнеме, децата да трчат кон мене да ме гушнат, жена ми да ме гушне, да се да биде како што треба. Не оди тоа така. Морам да бидам активен дел од тоа семејство. Дури понекогаш кога сум повреден, дури понекогаш кога сум земен здраво за готово. Да направам еден чекор кон тоа семејство, за да можам да го јадам плодот на близина од тоа семејство. Например, Павле и Варнава. Во Ерусалим, кога се сретнале, дошло до големо недоразбирање. Двајцата моќни соработници за мисијата. Резултатот не е пауза од заедништвото и мисијата, не каже ли апостол Павле вака сега? Ајде, пауза, сабатикал. Сабатикал следните 2 години, да видиме до кај се наоѓаме ние сега. Моите чувства беа повредени, претоварени сме со не знам што сега сабати. Тоа е тоа, не работиме, не активност. Тие тргнале во различни насоки, но иако тргнале во различни насоки, тие сепак останале активен дел во црквата, многу активен дел во црквата. И ако ме прашате мене, тие биле уште поефективни, бидејќи сега наместо да бидат активни на едно место, двајцата црковни столбови сега действуваат во 2 различни локации и црквата расте и тие се посветени. Вториот принцип е биди активен. Третиот принцип е вложи се. Во Прво Солуњаните, 5 глава, 6 стих, вели вака: и така, да не спиеме како другите, туку да бидеме будни и трезвени. Бидете будни. Колку пати само Библијата ни кажа да бидеме будни? Да бидеме будни. Бидете будни не се однесува само на тоа да бидеме предпазливи за непријателот духовно. Тоа пак може да не будне во некаква неактивност, да кажеш чекај, треба да сум буден сега. Треба цело време да чекам некој напад од нешто. И ти пак си неактивен. Не се однесува на тоа. Да бидем будни, да го изработуваме, како што вели апостол Павле, нашето спасение. Изработувајте го вашето спасение. Да бидеме внимателни на времето, бидејќи деновите се зли. Да го правиме на другите она што сакаме другите да го прават на нас. Да се вложиме во повикот Христов за нашиот живот. Тоа значи да бидеш буден христијанин, да не спиеш, да бидеш буден. Тоа значи да бидеме активни и да се вложиме. Да се вложиме во тоа што Господ не повикува. Ние активно вложуваме во животот со Христос. И нашиот живот не е ништо помалку од нашиот влог, не е ништо помалку од нашиот целокупен живот кој го имаме. Тоа е нашиот влог. Нашиот влог не е 2 сати дневно за читање Библија и молитва и сведочење. Има и такви цркви кои те тераат да имаш еден список и те пополнуваш работни вложување на сати во ваквото. Извинете, ама Христос не е задоволен со тоа. Христос бара се или ништо. Христос е таков. Мораш да го вложиш целиот твој живот. Целосно да му припаѓаш на Христос. Не 50%, не 90%, 100% бидеш Христов. Затоа што тој целосно се даде за тебе. Тој целосно се вложи за тебе.
За ова да проработи, мора целосно да се вложиме еден на друг. Повторно се враќаме на таа слика како бракот. За да има логика односот со Господ, треба и јас да размислам каков е мој живот со Фани. Јас не можам Фани, ти давам 80% од мој живот и ми знам да треба да се благодарна. Тоа е доста посто. 20% се мој. Тоа не е брак. Според библиска дефиниција, ние стануваме едно тело, нема задршка. 100%. Христос од нас бара 100%. Да бидеме вложени, не помалку. Има една книга која читам од време на време, понекоја приказна, се вика Jesus Freaks. Не знам дали сте го слушале тој наслов. Jesus Freaks. Исусови фанатици. Иначе Jesus Freaks било навреда за христијаните, каде да се наоѓаат, стално зборат за Исус, стално живеат, нешто прават нешто за Исус, Jesus Freaks. Овие се Исусови фанатици, види какви се. И христијаните го присвојуваат тој Jesus Freaks слоган и си пат, знаеш што? Да, ние сме Jesus Freaks. Да, ние сме Христови фанатици. И во оваа книга се запишане куп сведоштва од тие Jesus Freaks, кои не се откажале од Исус по ниедна цена. Писателот на книгата ја земал таа навреда за следбеници на Исус и ја претвара во најубавиот комплимент, составувајќи и сите овие сведоштва на стари, тука има сведоштва на стари луѓе, на деца. Има едно сведоштво од Романија, каде што едно дете, едно семејство за време на комунизмот, било фатено од тој систем таму. Таткото бил пастор и почнуваат пред него да го мачат детево, за пасторот да ги обелодени сите имиња кои се дел од неговата црква. И го мачат детето пред него и човекот веќе не може да издржи и детето му вика: тато, да не си кажал на избор додека го мачат. Jesus Freak. Исусов фанатик. Тој бил целосно поседен на Исус. По секоја цена. Не се откажува од Исус. И го вложиле целиот свој живот во Исус. Ништо помалку. Вложи се. Тоа е третиот принцип. Вложи се во Христос и види колку добар е Бог. Четвртиот принцип е: остани верен до крај. Да се биде верен до крај, значи да се биде храбар до крај. Да се биде плашливец не е особина на верните деца Христови, да знаете само. Христијаните не се плашливци, во никој случај. Во истата глава во која Јован пишува за невестата Христова, за тоа видение на црквата, тој пишува и за оние кои не се дел од црквата. Ако црквата е чиста, света, прекрасна и така како што е опишал, за оние кои едноставно не се дел од црквата, во светлото на светоста на црквата, другите изгледат вака. Откровение 21:8 вели вака: а на плашливците и неверниците, на поганите и убийците, на блудниците и магесниците, на идолопоклониците и на сите лажливци, делот им е во езерото што гори со оган и суфур. Ова е втората смрт. Кога ќе се видиме ние онака како што Бог не гледа нас, од негова перспектива, работите стојат токму така. Оние кои чекорат верно по патот негов и кои го изградуваат животот во вера, и оние чиј поглед е насочен кон вечноста, се оние храбрите и силните. Бог тебе те гледа каде што ти покрај се го следиш и Бог тебе те гледа како храбар, верен следбеник на неговиот пат. Бог не гледа оние кои ништо во овој свет нема да ги раздрма, бидејќи нивното богатство е на небесата, каде земните околности немаат никаков ефект. Оние чија надеж е само овде, се оние кои едноставно не се осмелиле да направат храбар чекор во животот. Стивен Хокинг, не знам дали го знаете, еден астрофизичар, познатиот астрофизичар Стивен Хокинг, при едно негово браќање во Кембридж, кажал: верата е бајка за оние кои се плашат од темнината. А после него имало браќање Џон Ленокс, познат христијански апологет и професор по математика на Оксфорд, кој имал говор веднаш после Хокинг и кога го прашале што мисли тој за таа изјава дека верата е бајка за оние кои се плашат од темнината, тој кажа вака: атеизмот е бајка
за оние кои се плашат од светлината. Верата не е за слабаци и плашливци. Верата е за оние кои уживаат во вистината, уживаат во светлината, не се плашат од светлината, да ги разоткрие. Да го разоткрие нивниот живот. Верата е за храбрите, кои издржуваат до крај. Остани верен до крај. На тој начин, ние стануваме подобра црква пред да бидеме во состојба да пораснеме во поголема црква. Плодот од нашиот растеж се гледа и се чувствува како што Јован го гледал и чувствувал новиот Ерусалим. Нема нешто нечисто во тој град, нема нечисто во таа личност. Јас всушност треба да измислам нешто за некој, некој трач да почнам за некој, за да им наштетам на таа личност, пошто на виделина не можам ништо да извадам некакво зло. Морам некој мовет, некој предпоставка која јас имам, да направам мојата перцепција во вистина, да ја разгласам како за Исус што направи. Баш со Фани зборевме пред некој ден, ги читав сите сведошта, читав од Исаја, се мислев тоа да го проповедам денеска, но Господ онака во последен момент ме насочи во друга насока. Мислев да проповедам од Исаја, беше мислам дека 26 или не 28 глава, каде што е сведоштото за аголниот камен, дека Господ ќе прати аголен камен врз кој ќе гради црквата, но интересен ми беше текстот пред тоа пророштво да дојде за Исус. Вели вака: владателите во Ерусалим ќе склучат сојуз со смртта и ќе се надеваат дека камшикот кој ќе удри ќе ги промаши нив. И вели ќе се надеваат на лагата. Точно интересно. Единствено решение за Исус кој тие го има беше да умре. Нема друго решение. Немаше сценарија во кој тие ќе дојда да разговараат со Исус. Првосвештеникот кажа: подобро еден да умре за сите, толку. Склучија сојуз со смртта. Камшикот ми стоеше таму во тој текст како камшикувањето кој Исус го имаше. Имаше камшик кој го удри Исус. И тие се надеваа дека нив ќе ги промаши. И на крај вели се надеваа на лагата. И ги читам нивните сведоштва. Ниту едно сведоштво кој го имаат на Исус не е вистина. Све лага. Ништо што кажа за Исус не е вистина. Се е лага. Испревртена работа. Ние сме подобра црква, која луѓето ќе не видат и ќе кажат: овде има светлина, овде има топлина, овде има добрина. И ние сме повикани за еден таков живот. Апостол Петар ќе каже: однесувајте се добро меѓу незнабожците, та тие, за тоа зашто ве клеветат како злотворци, они може ќе ве клеветат, ќе кажат: види ве какви се овие Jesus freaks, такви се никакви. Вика, што ќе ги видат вашите добри дела, да го прослават Бога во денот на неговата посета. Со други зборови, може се ќе ве клеветат, ќе ве навредуваат, но кога Господ ќе се јави, ќе го погледнат Господ во неговата светлина и кажат: вау, за овие што клеветат, ствари овие биле Божи деца. Овие цело време ни сведочеле на нас. Овие биле светлина, патока за нас кон светлината. Ние клеветевме за нив. Ние гледавме како никакви. Нашите дела може би е таа светлина. Минатата недела на мала група зборувавме со Кевин, сега таа група што помина. И минатиот викенд тој беше на погреб на неговата тетка, за која на погребот вели, нема да споделам ништо лично, само онака ќе споделам на приказна. Вели се редеа луѓе еден по еден да споделат каков впечаток имале луѓето за тетка му. Сведоштво врз сведоштво за христоликост, за живот предаден на Господ. Тоа не можеш да го изимитираш, не можеш да го измислиш. Наставно еден по еден, дури и тие што веруваат и тие што не веруваат, зборувале за нејзината христоликост. Сведоштво врз сведоштво. Нашиот пријател Даниел од Америка изборуваше за својата сестра, која по некој инцидент останала инвалид во количка, и вели вака: никогаш во животот
не се пожалила ниту еднаш. Ниту еднаш. И видим, нејзиниот маж, нејзините деца викаат, никош, немаме слушното, ниту еднаш да се пожали. Ниту еднаш. Не превеличо. Ниту еднаш. Тоа е сведоштото на оние најблиските кои не се ја знаат најмногу. Ниту еднаш. Секој молитва е благодарност и барање од Бог да ја открие како денес да биде благослов за луѓето околу неа. Вау! Светлина, христоликост, да бидеме подобра црква, за да станеме поголема црква. Амин. Амен. Дали светиме со Божјата светост во нас? Ќе повторам 4 принципи и ќе се молиме за крај. Прво, биди присутен. Нека твоето присуство биде забележено во локалната црква. Но уште повеќе твоето отсуство. Нека биде забележено. Второ, биди активен. Вклучи се во ритамот на локалната, во животот и ритамот на локалната црква. И активира ги талентите и талантите кои Господ тебе, посебно на тебе ти ги доверил за изградба на заедништвото на локалната црква. Трето, вложи се, биди Jesus freak. Фанатик за Исус биди. Биди свесен дека го вложуваш целиот живот во Христос. И немој да го обезвреднуваш со твојата резервираност. Нашата резервираност го обезвреднува нашето вложување во Христос. Немојте да бидете резервирани во тоа. Вложете се целосно во Христос. И четврто, остани верен до крај. Со други зборови, ти си повикан да бидеш храбар и храбро да сетиш со Божјата светост каде да се наоѓаш. Нека станеме подобра локална црква, пред Господ да не порасне во поголема локална црква. Амен. Хајде се молиме за крај. Татко наш небесен, толку сум благодарен за тоа што ни покажа совршен пример, за тоа што значи да се биде вложен целосно до крај. Што значи да се биде храбар до крај. Што значи да се биде верен до крај. Што значи да се биде светлина за светот, дури и кога висеше на крстот, Господи. Татко мој небесен, сега се молам за секој еден од нас поединечно. Да, Господи, ни зборуваш, затоа што верувам дека многу работи треба да ги изведеш на светлина, Господи. Почнувајќи од мене, Господи. Нека моите мисли бидат насочени, да бидам присутен, да бидам активен, да се вложам целосно и да бидам верен до крај на Твојот повик, кој Ти имаш за мене, кон ова локална црква, кон мисијата која Ти ми ја даваш, Господи, и за повикот кој Ти го имаш за секој еден во ова локална црква. Да бидеме верни до крај, да очекуваме тоа што Ти го имаш за Твоите верни деца. Јас верувам, Господи, дека Ти си верен до крај. Ти го докажа тоа на крстот и верувам дека Ти ќе останеш верен до крај, како што вели писмото, а верен оној кој ве повикал да го заврши делото почнато во вас. Веруваме, Господи Боже ми, дека Ти си верен до самиот крај. Твоето име нека биде прославено се Христе. Благословине и направине да бидеме светлина на светот. Амен.